Почитувани гледачи и почитувани земјоделски производители, добро ни дојдовте во новото издание на Агроспектар, вашата редовна емисија што ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Времето како главен фактор во земјоделското производство ќе го анализираме во почетокот на емисијата, состојбите во аграрот и се она што е карактеристично во овој период во земјоделското производство или во производството на храна, а исто така ќе понудиме и новини од фитофармацијата. Кога сме кај времето, слободно може да кажеме дека турбулентниот период продолжува, чести промени на температурата, меѓутоа и нестабилност, ветер и пониски температури. Како ова ќе се одрази врз годинашниот род на земјоделски култури, ќе слушнеме во емисијата, бидете со нас. Со нас и овој пат е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И мене посебно ме радува од последната емисија тие бројни јавувања по однос на тоа, значи лозарите го имаат она неопходно искуство од теренот и кога ние потенцираме дека периодот што е пред 10 дена и сега е клучниот за успешно лозарско производство. Значи, фазата на цветење, процветување токму е сега и гледам како будно производителите, лозарите велат дека сега е моментот кога треба да внимаваме на тоа. И тоа ме радува, тој чин на гледаност на емисијата која дава своеврсен придонес кон тоа производителите да ни фрлат джабе препарати. Така, времето променливо и понатаму, каков ќе биде исходот врз квалитетот на земјоделските култури оваа година со оглед дека уште од самиот старт на вегетацијата имаме драстични, значителни промени, ниски температури, ќе имаме ли квалитетни производи? Точно тоа што рековте, но кога обсервираме или кога ја реализираме ова наша емисија, вие на почетокот рековте дека времето е еден значаен фактор и затоа е секогаш прв тој осврт за времето и како нормално тоа се одразува врз одгледуваните култури. Ние се наоѓаме во периодот со 155-тиот ден, малтене на средината од годината. Со ден кој се уште расте, денот е цели над 15 часа, значи уште 10 дена ќе расте, потоа ќе имаме стагнација и почеток на намалување на денот. При такви временски услови кои ги имаме, тоа треба да биде консолидација на времето и интензивниот раст и развој на сите обгледувани култури во земјоделското производство. Но свесни сме на тоа и сведоци сме дека имаме навистина турбулентно време, проследено со нагли промени на температурите, врнежји од дожд, права срекна околност и имаме некое стишување по однос на стварање на оние градобитни облаци, бидејќи од годините токму тој беше критичниот, најкритичен период, каде што температурата видно се зголемува, кога е најдолг денот, и тие стварање на тие облаци сегаш предизвикуваат одредени врнежи од град, дожд и така натаму. Ние она долгорочна прогноза не ме охрабрува, бидејќи има една подолготрајна турбуленција се до 20-25 јуни. А тоа не е малку и таквите турбуленции, таквите температурни амплитуди кои се јавуваат да во текот на утренските часови не можеш да излезеш на куси ракави. Значи, ладна клима. А да, после тоа околу 12 сатот имаме температура на 28 и 30 степени Целзиусови. И ние мора да го кажеме тоа од оној прав физиолошки аспект. Тука има големи стресни состојби кои ќе влијаат врз ова годишното квалитетно производство. Тоа нешто ќе го елаборираме токму кај виновата лоза, затоа што има бројни јавувања од производители кои велат гроздот половина ми прецвета, половина не е цветан. Зрната на еден грозд се формирани, на другото не. Едни крупни зрна, поситни зрна. Сите физиолошки стресови, сега правите лозари, некои велат гроздчето ми остана мало.
Значи има стрес доживеено и тука има физиолошко пореметување внатрешно. И тука немаме унифициран плод, грозд, со изфрлени реси, квалитетно цветење. Еве самото цветење, кој има специфичен мирис, убав, е една убава работа. Ние ова година малтени да не го почувствувавме. Цветењето завршува во еден таков турбулентен период, кај што е нешто неадекватно на времето во кое сме. Но за тоа после се завиновата лоза ќе кажеме и што треба да се направи. Значи да го заокружиме времето како фактор кој е доминантен. Но хидролошката состојба, за која секога зборевме дека без вода нема земјоделско производство, ние имаме сега една задоволителна форма на присуство на вода во акумулациите. И пак ќе го потенцираме тоа што го збориме во овие наши емисии, а тоа е како да се едуцира тој земјоделски производител рационално да ја користи водата. Како во тие наши политички ешалони горе, во Министерството или во водоводните организации во Скопје, кои ги организираа во едно јадро таму, тотално непотребно, како тоа да се организира и водоводните организации, кои треба да ги одржуваат системите во Република Македонија, кои се значи, тоа е вената низ која тече крвта, тоа е водата која треба да дојде на секоја површина. Тие мрежи во свое време беа поставени, и примарната мрежа, и секундарна, чак и терцијарните мрежи до самата нива. Сето тоа е расипано. Чиј е тој интерес да биде расипано? Кога земјоделскиот производител сака да си плаќа водарина, но сака да има во секое време, зависи која култура одгледува, а нема култура која не сака вода, токму после цветењето, плодообразувањето, фрлање на ѓубре. Ѓубрето не може да се искористи ако нема доволна количина на вода, како растварач и како транспортер до растението и до целиот дел на растението. Значи, со еден збор, тука имаме еден несреден однос, несериозен пристап и мала грижа, би рекол слободно, бидејќи ако е водата Божји дар, што имаме сега акумулации полни, ние треба сега рационално да ја користиме и да може да имаме квалитетно производство. Затоа нешто мислам дека ќе допре до луѓето кои се одговорни за тоа, на овие луѓе тука, кои каде што минатата година имаше проблем, 3 месеци ги нема земено плата. Овие луѓе што беа одговорни за точно за одржување на водоводната мрежа. И без плата тие буквално не работеа. А тоа беше период кога најмногу требаше вода за лозарите. И на крајот, истото тоа министерство праќа фактури за плаќање на вода. Тука има големи нелогични работи, каде што ден порано, сега, треба да се средат, бидејќи под цветењето, доколку немаме квалитетен дожд, мора виновата лоза да биде наводнета. Бидејќи таа долг период страдаше, полскиот воден капацитет, долг период беше во еден негативен контекст. Значи немаше буквално вода. Сега таа влага што има е веќе искористена. И ако не заврне дожд, после цветењето на виновата лоза, мора за гоење на зрното, за оформување на гроздот, мора да има вода со заситен полски воден капацитет. Јас верувам дека тоа оние надлежни луѓе ќе го препознаат и ќе обезбедат на луѓето, на лозарите кои сакаат да добијат квалитетно грозје, ќе има возможност да водата која е веќе на повидок ја има, да се рационално користе, кој ќе биде интерес за Република Македонија. Да се осврнеме на она што е актуелно моментално во земјоделското производство, здравствената состојба на земјоделските култури, на што се преокупирани земјоделските производители, на што треба да обрнат посебно внимание. Со оваа турбуленција на времето и оние локални врнежи од дожд, во одредени, да кажеме, тука ми рекоа дека дел од Кавадарци имал врнежи од дожд.
Неготино дека немало врнеж од дожд. Струмица имаше некои локалитети заврна убав дожд. За само неколку километри од овој облак нема капка дожд. Значи со еден збор имаме една шареноликост, што е одлика на таа турбуленција која спомнуваме. Шареноликоста по однос на локални врнежи од дожд, среќа, барем до сега, град падна само во Прилипско во овие села и направи големи штети и буквално ние ги немаме тие турбулентни, големи формирања на облаци, енергични, кои носеа градобитност. И така ако продолжи, еве сега пак до 20 јуни и после 20-25 јуни има можности уште сега, уште за викендот сега, ќе има врнежи од дожд. Со кои размери ќе бидат? Едноставно имаме една наша предпоставка дека до Петров ден секоја капка дожд е корисна и ќе биде добродојдена за производството, и за волозарството, и за кај пченката, и кај тутунот, и кај куртовската капија на отворено. Значи, тој дожд ќе биде добродојден. Но, ако го нема дождот, тоа не значи дека не треба да биде обезбедена она мрежа за наводнување на површините. Друга состојба тутунарите, по однос на тутунот се знае, чим се прифати, тој има така издржливост и на посушни услови, но неговото наводнување секогаш е добробит и секогаш дава поголем принос и подобар квалитет од тутунот. Сега, нешто кое радува оваа година, бидејќи токму април месец имаше добри врнежи од дожд од Битол во Битолско. И они информации и контакти кои ги имам со колегите, велат професор, ова година ќе ни биде најквалитетната година во производството на житото. И со принос, и со квалитет. Значи, ги немаме тие топлотни удари, каде што се рушеше рандманот на зрното, него од секој од површините, тоа и на медиумите, мислам дека го кажа, секој од површините од пшеница со семе не меркантилно, него со оригинални семенски материјали, луѓето се крајно задоволни и приносот од житата ова година се очекува да бидат добри. И ние во една од претходните емисии имавме еден критички осврт. Не може Република Македонија да се третира како аграрна земја, а по 50-60 илјади тони жито увезува секоја година. Значи, лебот наш насушен, ние го увезуваме, а ја имаме декларацијата на аграрна земја, каде што го увезува прво најосновниот артикл, тоа е лебот. И други култури што има. Така да, со добро организирање, ова парче земја, Република Македонија, прво треба да биде снабдена со основните артикли за екзистенција на населението. Сега имаме понекогаш продукција поголема, ранограднарско производство, за извоз или куртовска капија и така натаму. Но, да не биде тој баланс увезени 5, а извезени 2 тона од производството. А се декларираме како аграрна земја. Тука таа стратегија што ја немаме од осамостојувањето е клучна по однос на тоа кој локалитет или кој реон во Република Македонија зашто одговара врз основа на типот на почва, врз основа на климатските услови и да се тргне кон тоа со народот кој остана тука. Има млади луѓе кои сакат да останат тука и сакат македонскиот производ да излезе брендиран на европскиот пазар. Зборавме за сите локалитети, вклучувајќи го и Валандово за јапонското јаболко, за калинката, кое нешто во на европскиот пазар ќе биде бренд и хит, би рекол, со хранливите вредности, она што е дар од временските услови кои ги има Валандовскиот регион, или нашите градинарски култури во Струмичка, или грозјето од Кавадарци, од кое се скоро на секој саем се добива, на секој тој надпревар се добива златни медали, зашто од има квалитативни вредности
продукцијата на таа творба што се ствара во овој регион. И тоа ние мораме да си го први предпочитаме, мораме први да го технолошки осовременеме, бидејќи со добрата енологија која дојде сега и со овие винарските визби кои ги имате и тиквеш и останатите, со тој технолошки процес на осовременување од енолошки аспект, дојдовме до суштината дека ние имаме она сировина, што словенецот ја нема. Словенецот од во Југославија која бевме, од тука зимаше, од Струмица зимаше милиони литри шире или основа, за да тие произведуваат вино и излеват на европскиот пазар и се декларираат како добри производители. А нивното грозје не повеќе од 16-17 шеќерни единици не може да формира, бидејќи се на север таму. А ние имаме и до 25-27 шеќерни единици. Така да, сето тоа треба да имаме духовни луѓе што си ја сака државата, што го знаат земјоделието, тоа е занает. И стратешки да ја поставиме целата работа по однос на тоа да секој регион, како што реков, врз основа на типот на почва, врз основа на климатските услови, да даде максимум секоја култура генетски што поседува и со тоа ние ќе имаме квалитетно производство. Со тоа производство ние може да излеземе на европскиот пазар. Нормално со инкорпорирање на научните сознанија, не како што ние збориме, па некои чак си зимаат за право да критикуваат, збориме дека ние, нашите земјоделски производители, произволно ги користат пестицидите, неконтролирано. Нашите земјоделски производители произволно или неконтролирано фрлаат ѓубре. Некој можда ќе се навради од тоа. Нема што да се навради, тоа е вистината. Сега, Министерството, тие субвенции што ги дават, нели, за подигање на насад, за анализа на почва и така натаму, нека тоа дојде како обврска, да секој пред да фрла било кое ѓубре, тоа да го каже анализата, која ќе утврди дека фалат тие и тие елементи и се избира тој однос на ѓубре кој што е потребен за да се добие добар принос. Или со прскањето. 8 пати прскале, имам лозари сега кои прскале 3-4 пати. А тек второто прскање со прав пристап, сега подсветањето, треба да се изврши квалитетно. Баш тука за лозарите, се за виновата лоза, на што треба да внимаваат во овој период лозарите за да имаат добра здравствена нега врз виновата лоза? Тоа е прашање точно на место и во прав момент. Јас ова недела доживеав она што е вистина, тој вистински импулс од теренот за кој збориме стално. А кој е тој вистински импулс? Тие температурни амплитуди. Пример, јас пратам секојдневно утринските температури 3 степени, 5 степени, 7 степени утринска температура. Ако излезете на кратки ракави, ќе смрзнете кај 4-5 сатот. Одете во 12 сат во фолиите и имате 55 степени Целзиус. Тоа растение не е од железо. Има физиолошки функции, каде што стресните состојби, утринските ниски температури и дневните високи, кај растението предизвикуваат стресна состојба и пореметување на физиолошките функции, губење на дел од имунитетот, и затоа сега ќе кажеме дека за сите култури важи будно следење и навремено превзимање на хемиски средства за заштита, да се помогне на растението, бидејќи при губење на имунолошкиот систем на растението, тука доаѓаат и пламениците, и пепелниците, и другите болести, и штетните инсекти. Значи, чувствителна и најчувствителна фаза за сите одгледувани култури, треба будно следење и стручен пристап со заштита на растението од тие непожелни чинители. Што е карактеристично за виновата лоза ова недела, што констатирам. Доаѓаат производители, велат, минатата година имав друго цветење на грозјето, сега е кај мене друго. Половина грозд прецветан, другиот неотворен.
Значи тој што доживеал стрес на врвот, покасно реагира. И дали ќе се оплоди, тоа е друго. Бидејќи имав од Велес јавувања дека зрната фати, тој прскал со некои препарати, после гледа употребил несу големена количина на каратан и вика сите гроздови, ако го пипна, вика се рони, и јас вика нема да имам грозје. Го прашам со што прскаше и рече со каратан, применил поголема доза и тој си го пропастил производството. Значи тој каратанот е скап препарат, и е квалитетен, меѓутоа концентрацијата или дозата треба да се запазува, затоа што ако се таа зголеми, таа ствара опекотини, ствара фитотоксични ефекти. А младото грозче, младото зрнце, тек оплодено или уште не оплодено, а таквата реакција одма паѓа. И имам, значи, одредени производители велат нодусите, ластарите не се како што треба. Самиот лис нема уедачен пораз и не е прав лис. Значи, тие трауми или тие стресови од физиолошките функции кои се пореметени од температурните разлики, тука се манифестираат и правиот и добриот стручњак знае и сам дека виновата лоза со тој период сега на цветење и таквите температурни разлики доживева стресна состојба која нешто покасно ќе се види, ќе почнат сега зрната да растат, нели? Едно зрно ќе биде поголемо, едно помало. Ќе има негде недобро оплодување, само неколку зрна. Посебно картошијата има ја уште кај некои тука во кавадарци и другите сорти. Ќе има слабо оплодување. Затоа во овој период со ова прскање сега неопходно е да се додадат оние стимулатори, биостимулатори на база калиум хумат, фулвокиселини, кои ќе обусловат зрното кое е доживеало стресна состојба. Доколку не е тоа многу, тоа се рехабилитира и почнува да се активира и добива гроздот добива една уедначеност. Тоа го имам постигнувано со еден внимателен чин на заштита, со максимална микронизација на честичките, затоа што сега гроздот и зрното се млади и многу нежни. Колку може да се распрашува, ситно микронизираат честичките, тоа е се подобро за успешната заштита на виновата лоза. Затоа што сега, во таа чувствителна фаза, има најави на врнежи од дожд. Најлесно, сега инфективни процеси може да има од пламеницата, додека видиш гроздот, ќе стане пинок и завршење циркусот. Или пепелницата која при температури од 35 степени, кога е спарно времето, таа максимално фруктифицира и брзо се развива. Сега за гроздовите молци ќе има проблем, кавадаречка сигурно, и Република Македонија ќе го има. Бидејќи е пореметен циклусот, сите мислат оптички дека молецот скоро и да нема проблем. Проблем ќе има, бидејќи имавме многу рани летови во јануари, тој успе да прошверцува, да преживее, дали на плевелна флора, дали на било што друг вид растенија. И сега ние, ако не внимаваме и ако не се прати со феромоните, да се види летот на втората генерација која следува сега, бидејќи сега имаме прва генерација со 3-4 ларвен стадиум. Втората генерација, ако не се следи сега во јуни, јули, тој превод, бидејќи има сега една оптичка варка како да нема присуство, а он ќе се појави точно кога најмалку ни е потребно, кога има прошарок на десертните сорти. Тука втората генерација или третата, ако не се опфати со добар инсектицид, ќе се појави каде што тој на прошарокот, чим почне трансформацијата на киселини во шекери, мало оштетување на зрното може да предизвика појава на ботритис, ако имаме врнежи од дожд, и оштетување на гроздот. А за асталските сорти тоа е една од најлошите работи кои треба кои лозарот не ќе да ги смисли, да
да го има молецот, па да чисти гроздови, сето тоа е навистина една макотрпна работа до која не би требало да дојде. За еден збор лозарите сега во овој период, по прецветувањето, треба многу внимателен пристап и избор на компатибилна комбинација. Комплетно. Затоа што не треба да се занемара фомопсисот, антракнозата, кои во ластарите веќе, кај посебно кај вранецот ова недела имав, му велам полси фомопсис на производителот. И он гледа, тој него ни приметува тоа. Оти покаса ќе се јават оние прави симптоми. Или пепелницата, која, еве сега со филизењето, дел од производителите внимателно пазат на филизење, која е неопходна операција за аерацијата и за успешна заштита на виновата лоза, за да може да продре препаратот внатре, за да имаме успешна заштита. И молецот таму најмногу се крие, во тие запулени места, пепелницата најмногу таму ја остварува таа првична инфективна зараза и пламеницата додека видиш ќе го изашара младиот лист или на гроздот кога удри, тоа е најопасното и тука враќање нема, тука има губиток на приносот. Во таа чувствителна фаза треба производителите, лозарите секако да се консултираат со стручно лице ако сакаат да имат добар резултат. Чим мислат дека знаат и после дојдат со гроздот веќе заразен, нит професорот, нит било кој друг стручњак не може да го чукне со дрвце и да го коригира тоа. Тоа е губиток на принос. А сега, токму таа недела, што помина и ова, се клучните за успешна заштита на виновата лоза. Секој кој сега ќе успешно ќе ја заштити, сега може да се оди и со системик, бидејќи имаме веќе лисна маса, системичните препарати ги абсорбира растењето, влегуваат во физиолошката функција и има успешна заштита. Имаме квалитетни препарати. Ова недела баш морам да го кажам тоа, имав една дилема со одредени лозари дека препаратот е тој кој ги уништил лозарите. И баш спомнаа дека ги изневерил орвегот, за кој минатата недела имав. Двокомпонентен препарат, најнов збор на светска фитофармација, каде што постигнува фантастични резултати, и кога го елабориравме случајот, кога го применил, како го применил, во која концентрација и доза, тој си ја призна грешката дека е негова. Бидејќи тој препарат е навистина, како што минатата недела имавме еден добар приказ лабораториски, со тие двокомпонентни форми, тој успешно ја заштитува виновата лоза. Значи, превентивно, куративно, лековито едноставно. Не дозволува фруктификација на конини и развој на мицелиумот. Таквото нешто, значи, производителите да не наседнуваат на такви приказки, него секое средство ги има квалитетите и ќе ги даде резултатите кога ќе биде со концентрацијата и дозата правилно применет, количината на раствор по хектар површина правилно, усмерување на бренерите во правата зона на гроздот кај што треба и да со таквото нешто не испрскал, после 2 сата заврнало дожд, можеби ќе остане нешто. Најмалку 48 сата после прскањето е неопходно да нема врнежи од дожд ако сакаме да имаме сигурна и квалитетна заштита. Воспротивно, сите други опции да не се занесуваат никој, дека па и дел од фитофармацијските куќи зборат, значи препаратот после 5 сата, после 2 сата веќе не. Во физиолошката функција на растението препаратот се знае 24 или 48 сата тој функционира заедно во растението. За системици. И тогаш имаме сигурна заштита. И тогаш имаме сигурна заштита. Имаме новост од фитофармацијата, предлагам тука да го погледнеме прилогот и ќе се вратиме повторно во студиото.
Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно би рекол за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост, тоа е фитосеј. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген, голема опасност по самото производство. Фитосејфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија, која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцата. Значи, фитосејфот представува еден фантастичен контролор на сивото гниење, Botrytis и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме, да биде разбирлива за лозарот, па и за дел од стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосејфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до нас суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените, како што се пепелницата и ботритисот, не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички со неговото аплицирање, тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување
бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата на самото зрно и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од самиот на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќ ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосејфот, каде што сето тоа тој го оневозможува и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно действување со фитосејфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосејфот обусловува и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосејфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период прскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосејфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растението. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосејфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури, дали тоа било кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните, сето тоа навистина со фитосејфот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосејфот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосејфот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосејфот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача
она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават. А тоа е уништување народот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосефот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект, и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата. И во секое време, со добро одмер на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосефот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во штарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството, или цвекарството чак би рекли. Бидејќи ботритисот знае во цвеќето да направи таков шум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосефот навистина може да се итекако примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се итекако важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист, 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не смеј да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосефот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосефот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот дел, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијата. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавува некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, попратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосефот со тој одмер на средство што го рековме, значи ги дава оние точно
прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дожд, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот од ненормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дожд, дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што итекако допринесува за таквата состојба. И важното нешто за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот итекако обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука обослабуваат имунолошкиот дел на самото зрно, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно, кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека, пример сега за гроздовите молци за третата генерација, мора да се внимава во овој период. Фитосейфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има
некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти, тука фитосейфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние го него аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа, нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот, фитосейфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зад на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосейфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести, кои, за жал, од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосейфот, да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. Слушнавме што нуди фитофармацијата како новина, редовно го правиме тоа во емисиите со цел да ги едуцираме земјоделските производители. Професоре, пораката за крај до нашите гледачи земјоделски производители. Пораката ќе ја надобрзам со претходната реченица. Значи, секое средство има своји квалитети. Сега ние зборахме за фитосейфот. Тоа е најнов збор на фитофармацијата во светски размери, каде што за ботритисот и пепелницата. Буквално решение кое може да се посака кај сите одгледувани култури. Значи, пак ќе се осврнеме на нештата. Тука 10.000 доктори на наука 2, 3, 4 години имат испитувано да дојдат до тие две активни материи. Ние не можеме тука да солиме памет, не го бива, го бива. Тој го бива, има упутство, каде што треба да се предпочита и стручниот пристап, кој е од стручњакот тука, со фенофазниот развој на растението, кога е и кога да се примени. Тоа е филозофијата во успехот на заштита на растенијата од друго е импровизација и трошење пари. Сето друго е импровизација, стави фиото, стави фиото, мисли дека ако стави 5 препарата дека ќе има фантазија. Со еден препарат може да има моментот на користење на препаратот, концентрацијата и дозата, распорот по хектар површина и квалитетната апликација усмерување на ова. Тоа се параметри што секој заштитар треба да ги препорачува на производителите. И успехот тука ќе биде секако. Благодарам, професор. Благодарам и вам. На крај на Агроспектар ви благодарам, почитувани гледачи, за одвоеното време и вниманието со кое што не следевте. Имајте секое добро.